Добар ден и добре дојдовте во новото издание на Алфа Ординација. Денеска како почеток на работната недела, првиот ден во оваа работна недела, ве воведуваме во нешто што досега не сме го обработувале, а тоа е една дијагноза која што е навистина тешка, мачна, но мора и за тоа да се зборува кога станува збор за медицината. Велат дека луѓето кога ќе сватат дека навистина имаат сериозен здравствен проблем, тогаш посегнуваат по умереноста, но можеби тогаш е веќе и доцна да се биде умерен во зависност од дијагнозата. Како и да е, умереноста нека ви биде пријател додека сте се уште здрави. Погледнете го прилогот кој ќе не воведе во денешната тема, а потоа ќе ви го представам и денешниот соговорник. Под поимот карцином или малигно заболување во народот познат како рак се дефинира состојба во организмот во која имаме формирање на туморозно ткиво кое настанува по пат на неконтролирана митоза, делба на клетките. Процесот на делба на клетките е контролиран или овозможен од нормалниот метаболизам, односно потребната енергија и присуството на ензими. Во моментот кога организмот не може да ја контролира митозата, настанува малигно заболување. Факторите кои доведуваат до неконтролирана митоза се наречени канцерогени материи, а во природата постојат од 200 до 500 такви материи. Научниците изнесуваат своја теорија дека во човечкиот организам во секоја секунда умираат 10 милиарди клетки, а се формираат 300 милиарди нови клетки по пат на митоза. При ваква висока клеточна активност постои голема можност за малигна мутација на клетките под дејство на канцерогените материи. Ракот на панкреасот започнува во ткивото на панкреасот и често има лоша прогноза, дури и кога се дијагностицира рано. Овој канцер обично се шири брзо и ретко се открива во раните фази, што е главната причина тој да е водечка причина за смрт. Знаците и симптомите не може да се појавуваат се додека ракот не е доста напреднат и хируршкото отстранување не е возможно. Ракот на панкреасот се јавува кога клетките во панкреасот развиваат генетски мутации. Овие мутации предизвикуваат клетките да растат неконтролирано и да продолжат да живеат откако нормалните клетки ќе умрат. Овие клетки може да се акумулираат во форма на тумор. За ракот на панкреасот има стапка на преживување од само 7%, а речиси 30% од луѓето умираат за време на 2 месеца од дијагностицирањето. Иако хирургијата представува единствената можност за излекување, кај 80% од случаите заболувањето е толку напреднато во времето на дијагностицирање на пациентот, што не може да се земе предвид како можност. Палијативниот третман помага за подобрување на квалитетот на живењето на луѓето со ублажување на симптомите од рак, без обид за излекување на заболувањето. Третманот исто така може да опфати справување со други физички и емоционални состојби. За малигните заболувања со посебен акцент на ракот на панкреасот, гледајте денеска во Алфа Ординација. Еве не во нашата Алфа Ординација, заедно со нас е доктор Ален Јовчевски, абдоменален хирург, ни доаѓа од болницата Аџибадем Систина. Добре ни дојдовте, добар ден и за вас. Најдов. Благодарам за поканата и поздрав до гледачите на вашата емисија. Денеска имаме една тема, јас во најавата кажав малку мачна, тешка тема, тешка и за работа од медицински аспект, но ваша задача е да ги лекувате луѓето, наша задача е да ги едуцираме, па еве денеска заеднички нешто ќе се обидеме да направиме за да им помогнеме. Зборуваме денеска за канцер на панкреасот. На самиот почеток јас би сакала да дадеме воведни зборови за тоа каков орган е и за неговата функција. За самиот орган панкреас, да. Панкреасот е во принцип орган, жлезден орган кој што се наоѓа во стомакот, во простор наречен ретроперитонеум. Ако земеме во предвид дека сите органи се наоѓаат во интраперитонеалниот простор, значи желудник, дебело црево, тенките црева и останатите жлезди и слезина кои што се придадени, панкреасот се наоѓа во горен дел на стомак, позади желудникот, опфатен во конкавитетот на 12 палачото црево, должина околу 15 сантиметри и кога ќе се земе анатомски, на него разликуваме неколку делови. Тоа се глава, врат, тело, опаш на панкреасот и еден израсток кој што се лекува унцинатен процесус.
Неговото специфика на овој орган е тоа што е локализиран, значи рековме во ретроперитонеум. Спецификата е исто така што околу него се сместени голем број на витални органи, како што е, значи рековме 12 палачето црево, потоа позади него се големите крвни садови, почува вена порта која што ја собира целата крв од дигестивниот тракт, вена кава супериор која што ја собира крвта од целиот долен дел на организмот, аорта, главниот крвен сад човечки кој што разнесува крвта по целиот организам. Потоа во склоп на да кажеме на панкреасот, глава на панкреас се наоѓа и завршниот дел на билиарните патишта. Тоа се оние патишта кои што одвезуваат жолчката во дигестивниот тракт. Тоа што се однесува до анатомијата, потоа имаме околу неговата хистологија, значи е битно да се напомене дека самиот панкреас може да се подели спрема неговата функција и хистологија на два дела. Едниот е екзокрин панкреас, тоа е делот панкреасот, односно клетки кои што се групирани и учествуваат во процес на дигестија на хранливите материи, протеини, масти и јаглехидрати, додека пак ендокриниот дел на панкреасот е исто така формира групации на клетки, наречени Лангерхансови острова, кои што лачат, има 4 типа на клетки, лачат инсулин, глукагон, соматостатин и панкреатичен полипептид, кои што учествуваат во метаболизм, односно во регулирањето на нивото на шеќерот во крвта. Тоа е што се однесува до овој дел. Инаку самите панкреатични, да кажеме, за самата тема е доста побитен овој екзокрин дел на панкреас, кој што значи овие жлезди создаваат, рековме, тие проензими, ензими кои што потоа се преку одводните канали, главниот и спореден канал на панкреас се влеваат во 12 палаче црево на исто место или со различни варијации со билиарните патишта и ги излеваат сите овие ензими кои што рековме учествуваат во самата дигестија на дигестивен тракт. Без сомнение сите органи се важни во човековото тело, но колкава е важноста на овој орган? Ако еве лаички прашам, слепото црево може да се отстрани и животот продолжува. Без еден бубрек можеме да живееме. Што е со панкреасот? Од колкава важност за функционирањето на организмот е токму овој орган? Па веќе наведов, значи со неговите функции, екзокрина и ендокрина функција, самото тоа укажува дека овој орган има така едно од централните места во процес на дигестија, метаболизам и во, да кажеме, одржување на нивото на шеќери во крвта. Дека може да се отстрани дел, може, поголем или помал во зависност од самата болест. Некогаш, значи во некои развиени центри се отстранува речиси и целиот дел, со тоа што човекот останува на субституција, значи и на екзокриниот и на ендокриниот дел на, да кажеме, продуктите на панкреасот. Треба да се надокнадуваат, се живее и така. Еве да преминеме во оној дел што значи заболувања и третман. Кои се заболувања може да ги кажеме, а се поврзани со панкреасот? Кој за секој друг орган во дигестивен систем, воопшто во човековото тело, си има, да кажем, повеќе групи. Едната е воспалителните заболувања, тука спаѓаат акутни и хронични панкреатити, кои што не се банални болести, сепак се тоа животозагрозувачки и така. Меѓутоа опфаќаат друг делот, не спаѓаат во тек на оваа тема. А другите се туморите, тоа се малигни, бенигни, од кои што ќе вратиме повеќе внимание, значи на малигните заболувања. Пак ќе кажам, како што е поделена функцијата на панкреас, така се поделени и туморите. Едниот дел спаѓа во аденокарциноми, значи тоа се тумори кои што потеклуваат од екзокриниот дел или од самите жлезди кои што лачат, од жлездите на изводните нивни канали. Тоа спаѓа во некои 90% од случаите на малигни заболувања. Многу мал дел се цистаденокарциноми кои што имаат и подобра прогноза за разлика од овие првите два, и во последната група се оние ендокрини тумори кои што во последно време заради развојот на диагностичките методи се откриваат повеќе, инаку често знаат да бидат и неми. Значи, да едноставно постои тумор кој потребно да се следи, меѓутоа не захтева никакво
лекување или третирање. Така. Го имаме првиот гледач за денешната алфа-ординација. Ајде да го чуеме. Повелете. Ало, Добар ден. Добар ден. добар ден, поздрав до вас. Јас да прашам за еден пациент. Повелете. Има оперирана претлетна црева, осеќа сега пред неколку години. Сега има нешто околу желудникот, печење многу и со исхраната, не знам, пие лекови за епи, пие лекови доста за невролошки статус, се жали многу на печење на желудникот. И ја не знам што, ехо наодот пишува дека е уреден. Сега беше тука пациентот кај мене, па има доста проблеми. Што може да биде? Треба има оперирано 2 пати овде во Скопје. Пред се треба да се види од преплет црева е малку широк појам. Значи може да се јави од повеќе причини, дали од малигна или бенигна проблематика. Во зависност од тоа ќе идат и испитувањата. Меѓутоа, доколку се работи за печење во предел на желудник или киселини или у таа насока, може да би било паметно да се направи испитување на желудникот. Тоа значи горно-дигестивна ендоскопија, гастроскопија, да се види дали има некоја болест или состојба која што е поврзана, која што не е поврзана со неговите операции. Мислам дека тоа би било. У тој правец треба да се гледа. Добро. Зборувавме за туморите, малигни и бенигни. Јас ве прекинав, ако има да додадете уште нешто. Тоа би било тоа. Добро. Да, окей. Диагностиката. На кој начин се диагностицираат заболувањата на панкреасот? Диагностика, пред да стигнеме до диагностика, би почел со, да кажеме, симптоматологијата. Зашто пациентите би се јавиле на лекар, за да видиме што би не навела за да ние правиме некоја понатамашна диагностика. Карциномите на панкреас, на панкреасната жлезда воопшто се едни од во групата на малигни заболувања кои што кога ќе дадат одредена симптоматологија, најчесто болеста е веќе во напреднат стадиум. Класичните симптоми на болка, која што е потенцирана како болка во грбот и во горен дел на телото, кога пациентот лежи или навечер, тоа е еден од симптомите можни кои што може да не наведе. Меѓутоа, сам по себе болка како болка може да потекнува од било кој дел на телото. Ако на тоа се надоврже, значи губиток на тежина, и тоа поголем губиток на тежина за краток временски период, кој што е пропратен со гадење, повраќање или чувство на исполнетост во горен дел на стомакот, тоа може да се јави како последица на самиот тумор, кој што расте, притиска на, како што рековме, желудникот, 12 палачо црево и ги дава овие, да кажеме, симптоми. После наредно нешто од симптомите кои што е често и карактеристично за панкреатичниот карцином е пожолтување, безболно пожолтување на пациентот. Како што кажав, во самата анатомија, значи завршниот дел на билиарните патишта и панкреатичниот канал се наоѓаат во пределна глава на панкреас, кои што се излеваат преку ватерова папила во 12-палачото црево. Кога туморот е локализиран, а најчесто е локализиран, значи 60 до 70% во самата глава, врши притисок на овие канали и ретроградно билиарните патишта се исполнуваат со жолчка. Пациентот пожолтува како последица на покачување на жолчите бои во крвта. Индиректно знак е, значи, темна мокраќа, како обично опишуваат како темно пиво, и ахолича или безбојна или послабо обоена столица. На тоа се надовржува, често пати имаме знак, така се вика и курвозие, кој што имаме зголемување, напнување на жолчото кесе безболно, кое што е еден од диференцијални диагностички знаци за калкулоза, односно присуство на камења во жолчи патишта и карцином на панкреас, и во понатамошниот стадиум, кога ќе се зголеми нивото на билирубин во крвта, се појавува и чешење. Нормално пожолтување на склери, кожа и видливи лигавици. Значи, следното што може да се јави е карактеристично за карцином на панкреас, да кај пациенти возрастни кои што се над 50 години имаме појава на диабет кој што тешко се регулира со инсулинска терапија. Тоа е може да кажеме еден од симптоми кои што можеби треба да се насочиме кон испитување на оваа состојба. Присуството на крв
во самиот измет, понекогаш анемија, разноразни заболувања како што се миграцијски тромбофлебит или трусов знак, и значи постојат повеќе симптоми кои што би го натерале да пациентот дојде во, да кажеме, на лекар за првиот контакт да се оствари. Кога се прегледа, значи пациентот потребно е клинички преглед на целиот стомак. Сакам тука само да ве прашам, овие симптоми кои што ги кажувате вие, укажуваат на една можност дека се работи. Можност, да. Меѓутоа укажуваат на една состојба која што во која што би бил многу лошо би се чувствувал пациентот. Дали со овие симптоми е работоспособен човекот или веќе е в постела? Па тоа е веќе индивидуална работа, некој повеќе или помалку. Во принцип, па вака да кажеме најлошото сценарио, човек кој што изгубил голема количина, голема тежината изгубил, кој што е со секојдневни нелагодност, гадење, повраќања, пожолтен, сигурно не е работоспособен. Чак што више ќе бара помош и порано. Знаете зошто ве прашувам ова? Бидејќи зборуваме дека дијагностицирањето на канцерот на панкреас обично е во поодмината фаза, значи не е во порана фаза, и предпоставувам дека овие симптоми кога се јавуваат, значи веќе и работоспособноста е намалена, да. Така што да не ги исплашиме луѓето кога еве го зборуваме ова, малку да амортизираме, значи првите симптоми би биле Појавата на симптоми е работоспособност. Тука би се осврнал затоа што статистички најчесто се работи за луѓе кои што се веќе во, да кажеме, над 60 година возраст, под 40 речиси никогаш, 65 па нагоре. Така да во таа група веројатно спаѓаат и сениори кои што се веќе трета доба, така да окей, проблеми веќе и се во пензија, и се веќе во пензија, да. Добро, имаме гледач, ајде да го чуеме прашањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден. Сакам поздрав до докторот, поздрав и до вас. Имам проблеми со црниот дроб, имам цироза, а со тоа и добивам варикси во хранопроводникот. Дали тука е и панкреасот вклучен? Цирозата може да се јави од повеќе причини, меѓутоа кога ќе се појави еден од симптомите и една од, да кажеме, компликации на болеста е појава на варикозни вени во хранопроводот и горниот дел на желудникот, се манифестира со крварење, повраќање на крв или присуство на крв во измета, црна столица. Има повеќе типови на причини кои што би довеле до сама цироза, меѓутоа тоа сепак е малку така. Треба да биде нешто што треба да се испита и да се види во кој правец би се третирала самата состојба во која што сега моментално се наоѓате или би се наоѓале. Така да мислам дека треба малку поиспитување. Панкреасот обично не игра баш некоја голема функција во оваа дијагноза. Така, кога се работи за црниот дроб. Кои може да бидат причинители за да настанат вакви проблеми со панкреасот? Проблеми, како и за сите други малигни болести, причините, значи, оригиналниот причинител на потеклото на како настанува таа претворба од нормални во малигни клетки и нивно растење во тумора не е сосема разјасната и медицината и општа науката каска по, значи ги бара причините. Преиспонирачки фактори се земаат дека се работи за луѓе кои што користат цигари, значи пушачи. Докажано статистички дека оние што пушеле имаат поголема застапеност на оваа болест, како и за другите болести, не само таа. Користење на алкохол, значи долготрajна употреба на алкохол доведува до хроничен панкреатит, кој па што е еден од преиспонирачки фактори за самата појава на туморските болести. Што е со исхраната? Исхраната се смета дека црвено месо, значи неквалитетна, условно речено, или храна која што е сиромашна со целулозни влакна, значи нешто што би се отстранувало, која што е богата со масноти, рековме црвено месо, тие се работи. За супротната, значи здрава храна, предиспозиција за човек многу помалку се сретне со оваа проблематика и понатамошниот тек на лекување.
Генетските фактори исто така се испитуваат се повеќе. Има повеќе локуси од тие при испитување на генотипот, меѓутоа тоа е се уште во некоја испитување, фаза на испитување. Околу диагностиката, значи кога веќе имаме ваков пациент, клиничкиот преглед е за почеток, да се едноставно легне пациентот на стол, да се види, да се прегледа она што состојба што постои и приликом преглед на стомакот да се види дали постои палпабилна маса во предел на горниот дел на стомак, која што би индицирала понатамошно исследување. Независно кога постојат било кој од овие симптоми кои што се даваат сомневање, будат сомневање дека се работи за малигна болест на панкреас, следниот чекор е ултрасонографија, се види дали има тумори по должина на панкреасот кој што е, значи пак заради локацијата понекогаш недостапен заради присуство на гасови и цревна содржина, некомплетно достапен и со ограничувачки фактор, значи дека секоја лезија помала од 0,5 см е невидлива малтене за ултрасонографија. Следната етапа е значи компјутерска томографија со или без контраст во зависност од што бараме, што испитуваме, и магнетната резонанца, во поново време и PET скен, значи позитрона емисија. Со тоа што би се виделе дали постои значи присуство на тумор, дали има променети жлезди или оддалечени, блиски или оддалечени метастази во организмот. Доколку се постави сомневање врз основа на сите овие испитувања и клиничката слика дека постои нешто, во тој случај иде препорачено е, доколку се работи за карцином во предел на папила глава, и постои можност да ендоскопски се земе биопсија или евентуално направи стентирање. И втората варијанта е да, доколку е достапен тумор, значи се наоѓа, да кажем, на некое безбедно растојание од крвните садови, колку што може, да се направи тенкоиглена биопсија со цел да се земе препарат. Значи, примерок од самиот тумор, кој што хистолошки преоперативно би се евентуално адресирал. Дали се работи за оваков или онаков тумор, значи карцином или останатите тумори. Од кога се направат сите овие испитувања и добиеме некаква примарна диагноза за малигно заболување на панкреасот, во тој случај веќе потребно е да се пациентот врз основа на одредени критериуми процени дали е или не е за оперативно лекување. Тоа се поставува врз основа на параметри, значи големина на туморот, присуство на жлезди и оддалечени метастази. Самиот тумор се градира, значи помало од 2 см е први стадиум, значи 2 и повеќе, втори дали инфилтрира во околните органи, трети и дали инфилтрира околни органи и крвни садови, што е веќе четврти стадиум. Присуство на видливи метастатски депозити врз основа на овие испитувања веќе иде во наредно N1 стадиум, каде што има позитивни жлезди и метастази е значи ТНМ класификација преоперативна. Врз основа на тоа, значи хируршки вака поедноставно се дели во 3 групи. Ресецибилен, оној тумор кој што се надеваме, односно врз основа на испитувања може хируршки да се отстрани, гранично ресецибилен, значи каде што постои двојба заради, да кажеме, близина на крвни садови или органи кои што се зафатени дека може да и не може да се нешто направи, или па е потребна поекстензивна ресекција, и нересецибилни кои што се пациенти за понатамошен палиативен или онколошки третман. Имаме гледач да го слушнеме, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до докторот. Докторе, може нешто да ве прашам? Како не? Слободно. Докторе, татко ми пред 2 години го прави операција малигнен неоплаза на панкреасот. Целиот пожуте мислам, целиот. Му стави превремено стен на жичните патишта, имаше и камења, и после кај доктор Шумковски на магнетна резонанција му кажа, вика, подхитно може да се направи операција, вика. И го прави операција 2014 година, тоа беше на 27 октомври, не беше, мислам, метастазирано ништо. И веќе 2 години добро функционира, мислам. Креон си пие 25.000, мислам, докторот Шумковски му порачи 25.000 креон, за да ги пие нон-стоп до крајот на животот. И сега викам, нема нешто, не ојдеме ни на зрачење, ништо. Само докторот вика, леле, човекот вика каква операција,
Он ги имаше симптомите цел по жете, почна целиот да се тресе, тука беше во Струмица 2 недели, после го пуштеа на гастромоставие, тен на жичните патишта и доктор Шумковски рече, вика, мора, вика, на магнетна резонанца, вика, за стомахот, во аеродром го стика, мислам, и го прави операција. И сега, мислам, требаше он да се зрачи, ама не се зрачи, сега гледа малце е слаб 60 кила, он беше над 80 кила. Ама на ехо го гледаме нон-стоп и нема ништо. Кажа, вика, уреден е сега панкреасот и до крајот на животот си пие, мислам, креон 25.000 му даде доктор Ишоја. За понатака дали треба нешто да страхуваме, нешто, мислам, на секој 2 месеца го гледаме на ехо, нема ништо уредено му, вика. А иначе 5,5 сата трае операцијата 2014 година што го правија. Добро, ајде слушнете го одговорот. Говорот е направено што треба. Колегата што го работел тоа, ја работи таа проблематика, речи си секојдневно. Направил тоа што треба. Човекот е веќе, нели, функционира. Сега ќе стигнеме и до тој дел, да кажеме, во самата емисија, да кажеме дека операцијата е радикална, екстензивна, се отстранува добар дел од горниот дел на дигестивен тракт, потоа сето се формира повторно, да кажеме, нов дигестивен тракт, така ускратена варијанта, така да пациентите Продолжуваат да функционираат. Дали треба или не треба онколошка терапија зрачење, тоа ќе си каже онколог кој што работи таа проблематика. И нормално ли е да се губи во тежината, бидејќи и тоа го спомна гледачката? Да, нормално е, затоа што кажам, значи, овој тип на оперативни зафати кои што кај пациенти кои што се операбилни, очигледно бил операбилен пациент, во групата, во прва група на пациенти, значи, операцијата е за историски за прв пат 35-та година, 1935 година од мој мењак Ален Бипл, кој што има направено и отстрането, значи тоа значи отстранување на 2/3 од желудник, 12 палаче црево, дел од панкреасот, почетниот дел на тенкот од црево, повеќе или помалку крвни садови, рецекција со, ако треба да се направи некакви протези да се стават, значи дел од билиарниот тракт и сето тоа после да се поврзе во конструктивната фаза, да се поврзе, да едноставно се добие континуитет. Значи да жолчката се дренира во дигестивен тракт, да панкреатичните канали се дренираат, желудникот да може човек да се воспостави нормална пасажа. Животот на овие пациенти не е лесен, дефинитивно. Треба да се хранат со одреден режим, тоа значи почесто помалку, да земаат субституција по потреба ако треба, во зависност од каква била состојбата на панкреасот и претходно дали е оштетен од, рековме, некој хроничен панкреатит, дали ги има, значи повеќе фактори ќе зависи. Секој случај, кажам, не е лесен животот на пациентите постоперативно. Али па ако не се направи овој тип на оперативно лекување, да кажеме, може да се подпишува и пресуда, значи самиот пациент. Значи вреди да се обидеме. Шансите за понатамошен живот кој што е тежок, меѓутоа има шанса за понатаму да го продолжи животот. Тоа е може, практично и целта. Мислам, во нашиот случај, пак ќе кажам, се работи за возрастни пациенти кои што се со тешка болест и кои што треба да го издржат целото ова лекување хируршко, така и онколошко, така да не е едноставно. Не е едноставно, сигурно. Да ги погледнеме вестите во минута и малку реклами, па се враќаме во Алфа Ординација. Денеска во Алфа Ординација зборуваме за малигни заболувања на панкреасот. Доктор Ален Јовчевски, абдоминален хирург од болницата Аџи-Бадем Систина е заедно со нас. Ние застанавме во разговорот во делот за третман, односно лекување. Објаснивте еден дел од хируршката интервенција како изгледа. Има уште нешто што би било добро да го чујат гледачите? Има уште многу, да. Идејата е дека, рековме за туморите на глава, на панкреас, се изведува овој тип на оперативно лекување или виплова процедура. Меѓутоа, туморот може да се јави 60 до 70% во главата и останатиот дел е сепак еден добар процент, 30 до 40%, во зависност од локацијата, доколку е операбилен,
Во тој случај се работи, да кажеме, дистална панкреатектомија. Тоа опфаќа дел од телото и опашот на панкреас. Најчесто иде заедно во комплет со слезенката отстранување заради компрометирана васкуларизација на самата слезена. И тоа би биле, да кажеме, оние процедури кои што се изведуваат рутински за малигноми на панкреас. Понекогаш тотална панкреатектомија во некои центри кои што се бават исклучиво со таа проблематика низ Европа. Тоа е околу оперативниот дел. Рековме, постојат гранично операбилни пациенти каде што постои зафаќање на околината, околни органи, тоа значи дебелото црево може да биде навлечено или желудникот, или кои што понекогаш се прават и атипични екстензивни ресекции на дебело црево. Зафатени крвни садови, например, вена порта со кратење, со ресецирање дел, одреден сегмент од нејзе со замена со протеза. Значи, вариациите се големи доколку се утврди интраоперативно дека пациентот е операбилен, дека постои можност за негово хируршко лекување. Доколку имаме тумор кој што инфилтрира повеќе органи, имаме локално ширење на болеста или така наречена карциноза, значи локална или дифузна низ перитониумот, присуства на метастази во црниот дроб, во тој случај независно од преоперативниот стейджинг, едноставно не може да се направи хируршки оперативен зафат, затоа што ризикот е премногу голем. Во тој случај можностите се за да се отстранат овие симптоми кои што го мачат пациентот, тоа е жолтилото со сите проблеми кои што ги се прави билиодигестивен бајпас со цел да се растерети билиарното стебло, или понекогаш доколку е пасажата пореметена, значи исхраната е пореметена, се прави бајпас помеѓу желудникот и тенките црева, или таму каде што е пречката, да се надмине самата пречка. Тоа е што се однесува до хируршкиот третман. Така, ќе запреме тука, простите, да го чуеме гледачот. Повелете, добар ден. Добар ден, поздрав до вас и до докторот. Добар ден. Да го прашам докторот, па го молам да ми каже. Повелете. Имам камчиња во жолчката. Добро. Имам и мозочен удар, многу не сум покретна. Дали, докторе, може ја да се оперирам? Не пожолтувам. Веројатно, тоа е. Прашањето... Молам, докторе, да ми кажете. Ако сакате, може нешто да ја прашате на линија, имаме уште гледачка, да? Не, окей. Мислам дека значи не спаѓа у домен на оваа проблематика, меѓутоа може да се операција се проценува пациент врз основа на клинички преглед, значи локално врз основа на ултразвучен преглед дали е нешто хитно или не е за оперативно лекување, врз основа на сите параметри и на крајот иде анестезиолошка процена или дополнителни испитувања. Доколку ги поминеме сите тие фази и никој не даде апсолутна контраиндикација каде што би било живото загрозувачка операцијата, а не болеста, во тој случај оперативно лекување е можно. Секако со поголем ризик него лека и останатите пациенти. За основа на ова што го кажуваме, значи, потребен е сепак на консултација и преглед. Овака, да видиме што се постои, за да може да кажеме дали може нешто да се работи или не. Иначе е бенигна болест која што рутински се работи во... Да, токму тоа сакав да прашам. Со оглед на тоа што и не е нешто комплицирано, меѓутоа со оглед на состојбата на пациентката, сепак ќе мора овие исследувања да се направат. Да, обавезно, мислам, анестезиолошка проценка со цел да се види дали пациентот е способен да го издржи оперативниот зафат. Доколку постои пресметлив ризик, онда може да се заврши. Ако не постојат методи или за конзервативно лекување или за нешто поагресивна терапија, меѓутоа се прави, не е проблем. Онколошкиот третман. Онколошкиот третман спаѓа априори за групата на иноперабилни, значи нересецибилни пациенти, и овие две групи кои што се ресецибилни, односно гранично ресецибилни, доколку се утврди дека не може повеќе ништо да се направи. Пред да почнем со онкологијата, значи она што ќе се извади од организмот, значи за време операција се праќа на испитување патохистолошко, со цел да се види повторно да се адресира самиот тумор, да се види кој тип, пошто рековме повеќе типови постојат,
И многу битна работа е дали е границата на ресекција чиста. Тоа значи дали туморот е комплетно отстранат или постојат во самата граница линија на ресекција постојат присуство на туморски клетки. Во тој случај, значи присуство на жлезди, односно метастази во околните жлезди кои што се отстрануваат, значи како рутинска проблематика. Значи понатаму се одредува типот, време траењето, бројот на циклуси на онколошко лекување. Под онколошко лекување се подразбира давање на цитостатици, кои што еден или повеќе, тоа е сепак домен на онкологија, во последно време се даваат група од 4 по протокол. И втората варијанта е зрачењето. Значи зрачењето се применува кај пациенти кои што се иноперабилни, рековме, или пак постојат студии каде што се применува зрачење преоперативно со цел да се намали големината на туморот, значи преоперативно, као неаџувантно, за да би се довело до некоја граница на ресецибилност, за да би можело понатаму да се продолжи лекување. Истото важи и за цитостатиците. Значи, преоперативно доколку се процени дека би добиле некаков ефект или би се зголемила операбилноста на пациентот, да се намали степенот, значи даунстейджинг да се направи, па да би се применило. Поретко, меѓутоа, тоа е делот онколошки. Се случило ли пациент да одбие ваков третман? Општо, хируршки... Не хируршки, за онколошки одборувам. Да, постои па наедноставно, ајде да кажеме тумори на панкреас малигни. Имаме примери низ светот светли, Стив Џобс, значи Патрик Свези, од кој што Стив Џобс не би рекол дека е неинформиран, меѓутоа он одбива долго време терапија за да во одреден стадиум самиот тумор метастазира, па е ресекции, па трансплантации и да на крајот заврши. Одбива од себе познати причини. Има луѓе кои што имаат аверзија према, да кажеме, современа медицина, сака да се лечат алтернативно, дали со исхрана, дали со разни други начини. Меѓутоа, на крајот, така, еден добар дел завршуваат повторно во установа, меѓутоа, така понапредната фаза на болест. Ова ве прашувам затоа што сакам следно да ве прашам колка ви се шансите без и со овој онколошки третман? Туморот, општо онколошки третман, под онколошки третман подобро било да се подразбере комплетно целиот процес. Значи, од оперативното лекување заедно со се хемотерапијата и зрачењето кај пациенти кои што се ресецибилни, затоа што така и е правилно. Че имаме онколошка хирургија со онколошки понатамошен третман. И кај пациенти кои што се иноперабилни. Значи, кај пациенти кои што се условно речено сега некој прв, втор стадиум, значи во таа група на ресецибилни, каде што е оперативното лекување завршено, преживувањето е исто така многу помал процент него ли кај другите тумори. Значи збориме некој 20%, 5 годишно преживување, без појава на повторна болест, без оддалечени метастази, без било какви други проблеми кои што може да се јават. Што да каже човек? Вие сте млад доктор кој што ја голта медицината, сега сте во тој период кога нели ги следите и светските достигнувања. Има ли за во иднина шанси овој тип, оваа болест да речеме да биде пролонгиран животот, да не речам скроз излекуван, бидејќи не знаеме што ќе се случи понатаму во медицината, но некој напредок за да пациентите, да речеме, им се продолжи векот на живење, со оглед на тоа што е навистина тешка болест. За среќа, карциномот на панкреас не е толку, да кажеме, не е толку распространет и толку чест колку другите карциноми, значи од желудник, колон, плуќа. За среќа, пак ќе кажам. Себично звучи, меѓутоа, пак ќе кажам, кај повозрастна група која што веќе го живеела животот и која што поминала добар дел, значи од својот живот. Нормално секој сака да живее и секој сака да го продолжи животот. Точно, има право. Има и право. Тоа е. Почесто кај мажи, поретко кај жени. Значи тоа исто треба да се спомене и опфаќа така голем дел од смртноста кај малигната проблематика.
Историски го споменав оној податок дека карциномот на панкреас може да и најкасно вака успеано да се влезе хируршки да се нешто прави, затоа што претходно пациентите биле осудени. Значи кога ќе се јави оваа болест на палиативно лекување и тука завршувала целата приказна. Сега се дава можност каде што сепак се продолжува животот со целокупната оваа современа медицина и наука. Примерно, кога е измислена операцијата, значи кога е првпат изведено, значи опишани се случаи каде што и покрај тоа што хирургијата завршила своја работа, многу мал процент на преживување зборам интрахоспитално, за да понатаму тоа се зголемува и стигне до некои респектабилни бројки, каде што луѓето излегуваат од болница и живеат. Меѓутоа не можеме да контролираме она што довело до целата приказна, тоа е самата болест, која што е така подмолна, работи во позадина. Како што кажав и на гледачката, потребно да се прават контроли постоперативно, да се следи ситуацијата, значи лабораториски и клинички. Во лабораторијата тука спаѓаат често пати, нели се земаат и маркерни, туморски маркери кои што се CA19-9, значи тој што е, да кажеме, поспецифичен за оваа, иако не комплетно, меѓутоа е поспецифичен за оваа проблематика. Тумор маркерите се валидни показатели за Тумор маркери сами по себе, еден сам тумор маркер и не можам да кажам дека има некоја диагностичка вредност, тоа може да показател дека е нешто се случува. Значи не се тип специфичи, CA19-9 е, да кажеме, специфичен и за тумор маркер на дебела црева. Меѓутоа се земаат во комплет. 19-9, тоа е CA19-9, така се вика самиот маркер. така името на тумор маркерот. CA, значи карциномски ембрионален антиген и карциномски антиген 19-9. Ги има повеќе, 72-4, 125 е гинеколошки, има повеќе. Се мерило можда повеќе диагностичка вредност имаат во постоперативниот период, затоа што нивното зголемување во глобала значи дека нешто се случува во организмот и е потребно можда поинтензивно исследување и марање. Најчесто се зголемуваат кога постои рецидив на болеста или кога постои оддалечени метастази кога се појавени. Некога се покачуваат кај одредени групи на луѓе, например пушачи се зголемени и онака, мажи и жени разликата е исто, меѓутоа тоа е осклоп на референтни вредности кои што се гледаат. Има диагностичка постоперативно, преоперативно не секогаш. Така. Не треба да бидат водител дека нешто сега. Човек треба да го подвргнеме на операција затоа што има покачени маркери. Не. Така. Добро, за палиативното ќе кажеме уште нешто. Палиативното е лекување, симптоматско лекување, каде што значи, последната група каде што нема многу што да се прави. Тука значи обезболување, значи пациентите немаат болки. Едниот од главните симптоми е таа болка која што е неподнослива и која што ги мачи луѓето. И покрај тоа што земаат сите можни аналгетици, сепак болката е континуитетна и го прави животот речиси неподнослив. Се работи и во нашата установа е да значи под компјутерска томографија алкохолизација на плексус, на еден нервен сплет кој што е одговорен за, да кажеме, да ги прима импулсите за болка во пределот на панкреас. Има задоволителни резултати со тоа што луѓето после еден ден си одат дома без болки, без аналгезија. Никаква која што е во нареден период. Палиативно лекување значи да му се овозможи на човек да нормално јаде и функционира и евентуално да се даде можност на онколошкиот третман за понатаму за некакво излекување. Така. Додека сме уште кај лекувањето, спомнавте вие дека некои луѓе одат и кон нешто друго, тоа е алтернативното лекување. Го поддржувате ли вие? И кое е тоа алтернативно лекување за ваква тешка состојба? Алтернативно лекување во оваа пракса, колку што има медицинска пракса, не можам да кажам дека не сум видел се. Да. Значи од народни лекови преку во поново време веќе интернетот дава можности да читаме се и се што лекување ексцес на С витамин. Значи
просто прекомерно зимање на С витамин, сода бикарбона, медицински бензин, канабис последно време, значи некакви препарати кои што се користат. Значи, сум видел се, не можам да кажам не. Не сум сигурен колкава е таа. Не сум сигурен дека сум видел резултати од целото тоа лекување алтернативно вакво или такво. Со исхрана исто така пак спомнав Стив Џобс, он е, нели, така фрутеријанец, значи јаде чисто некој овошје и тоа кое што не помогнало. Така да не би инсистирал на тоа. Можда како дополнување на онколошки третман или во некои тие стадиуми на болеста каде што немаме други опции да се помогне, меѓутоа дека не сум сигурен дека сум видел некој дека се излекувал. Немам искуство, али од тоа што сум видел. Така. Добро, прогнозите, ќе може ли нешто и за тоа да кажеме, прогнозите на пациентите? Со прогнозите се не баш најсветли, кажав. Значи, и кај оние пациенти кои што се ресецивирани, сите малигни болести се, да кажеме, не се излекуваат. Значи, не можеме да кажеме излекувана болест после завршување на терапија хируршка или онколошка, него се зема предвид 5 годишно преживување. Тоа значи дека за овие 5 години нема да се повтори болеста, значи да направи рецидив или пак да даде метастази во околината. 5 годишното преживување во најниската група, онаа која што би требало да е најповолна, е многу низок, реков, 25%. Останатите веќе се така, уште полоши. За оние тумори кои што ги спомнавме на почетокот, тој ендокрин дел, кои што се јавуваат поретко, испаѓаат во некој помал процент на карциноми на тумори на панкреас, кај нив прогнозата е далеку подобра. Таму се веќе некој 60-70%, ако уопште треба некаков третман. Во таа група спаѓаат и тумори кои што лачат, значи тие инсулин, глукагон, кои што пореметуваат метаболизмот на шеќерите, меѓутоа тоа се контролира. Некогаш и оперативно, некогаш и со лекови. Али каде има карцином на панкреас, прогнозата не е баш светла во секој случај. Така. Споминавте дека повозрастната популација е поподложна на оваа диагноза. Статистички, да. Статистички. И мажите се тие кои што повеќе страдаат. Сега, прашање кое што е комбинација од овие два податока. Кај повозрастната популација секогаш има и некој друго заболување, и ве слушнавме и од гледачите. Може да настанат и компликации. Како ги решавате сите тие работи и зошто кај мажите е? Нема правила, статистички рековме, они врз база на податоци кои што се собрани преку здравствените организации, се добива дека почесто кај мажи. Хормоните од жената тука не играат никаква улога. Нема вака, до сега не сум сретнала во литература да има нешто посебено во или ино. Мислам, процентот е незначителен, меѓутоа сепак опишано е дека почесто кај мажи. Зашто? Немам идеја. Добро, еве да кажеме збор два за компликациите кои што можат да настанат. Компликации, значи како за секоја болест која што се третира хируршки, пациентот е потребно, нели, покрај онај хируршка процена, анестезиолошка спомнавме. Анестезиолошка значи да помине, да се види како е состојбата на кардиореспираторен систем, дали има дополнителни заболувања кои што би го оптеретиле пациентот постоперативно, и врз основа на таа процена се проценува дали пациентот може или не може. Понекогаш тумор мал, кој што е ресецивиран и кој што е се, меѓутоа имаме пациент кој што едноставно не е погоден за оперативно лекување. Не може да се донесе до ситуација да он влезе на операциона сала и да после завршувањето на оперативното лекување дека ќе функционира уопште. Така да таа група на луѓе апсолутно не се погодни за оперативно лекување. Се она што може да се коригира и направи, се дава шанса, нели, за сите. Втора работа е компликации. Голем оперативен зафат, многу органи се афицирани со хируршко лекување. Значи, почувајќи од
кожниот рез па се до завршување на операција може да се направат сигурно 30 на компликации кои што се најголемиот дел од нив се решаваат. Значи на овој или на оној начин одреден процент од нив се животозагрозувачки и може да во таа група спаѓаат големи масивни крварења или некакви, да кажеме, попуштање на тие анастомози кои што би се правеле. Тука веќе е сериозна работа заради природата на самиот орган и обемот на хируршкото лекување. Така. Имаме гледач да го чуеме. Повелете, добар ден. Добар ден, поздрав до докторот и до вас по студиото. Имам едно прашање. Значи, при контрола на хормони на ендокрина, установено ми е дека инсулинот ми беше многу покачен, значи околу 52, а нормално беше негде до 12 или 18 во параметрите. Иначе сум полна, дебела и многу често имам подуеност на стомакот. Имам правено и колоноскопија и снимање на желудник, се е во ред. Дали е возможно да имам некакви проблеми со панкреасот? Имам и системска друга болест. Хипофизата, делото дадено хипофизата не постои, значи 2/3 има само, другите ги нема и е видлива неурохипофизата. Дали е возможно да има некоја поврзаност со инсулинот што е покачен или можно е да биде проблем во панкреас. Исто имам и диабет, али контролиран, со 500 мг 2 пати на ден сиофор. Потоа, толку имам да кажам, сега да слушам докторот што има да каже. Дали има поврзано, значи инсулинот, ако е покачен во крвта, со било какви проблеми на панкреас. Инсулин, ако е покачен, инсулин, ако се покачи во крвта, тоа значи дека ниво на шекер би било драстично снижено во самата циркулација. Тоа е една работа и втората не би требало терапија со вие препарати да се користи. Чисто. Треба да се едноставно да се направи испитување на ултрасонографски, во овој случај пошто се работи за крупна пациентка, евентуално се предложи некоја по друго испитување, значи компјутерска томографија или магнетна резонанца со цел да се види дали може да постои некаков процес или тумор или уопште дали да се исклучи постоење на процес или тумор во панкреас и тоа е ендокриниот дел, затоа што покачување на ниво на инсулин во крв или тоа значи дека има прекомерна производство, да кажем, а тоа е една од карактеристики на тумори инсулиноми, кои што се од тој ендокрин дел на тумори. Така, мислам дека гастроентерологија е местото каде што би требало да се понатаму продолжи исследувањето за почеток. Така. Имаме повторно гледач, повелете. Добар ден. Го имаме ли гледачот на линија? Ало? Да, ве слушаме. Повелете. Јас имам во желудокот кога ќе јадам, мислам оти многу така като подуеност мислова. А кога сум гладна, ако не јадам тоа, ма боли желудокот. Што може да биде тоа? Да. Добро, окей. Пак ќе кажам, обично нема врска со тема која што разговараме, личи дека е некој проблем со горен дигестивен тракт, гастроентерологија, испитување дали има некаков проблем, некоја укусна болест или некаков гастрит или што ли да е. На гастро, значи. На гастро. Така, Гастроскопија, хеликобактер. За почеток, па понатаму. Понатаму ќе кажа докторите. Повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Дали сум во програма? Сте. Вака, поздрав до докторот, поздрав до цела екипа на Алфа телевизија. Поздрав на... Ало? Ве слушаме.
Поздрав на Ирена Спировска, исто водителката. Вака едно прашање само до докторов. Особа на возраст сум од 57 години. Оперирана со конизација на мацка. Оперирана од слепо црево, оперирана од жолчка, оперирана од кила. Меѓутоа сите тие се, мислам, хормонски пореметувања, стомакот ми остана така голем и сега пијам едни лекови што се за маснотена етра. Дали нешто и чувствувам многу јаки болки на стомакот при спиење од десната страна. И дали може докторот нешто да ме информира што дали може да биде до панкреас нешто, до редовна столица, редовно мокрење, мислам немам никакви други тегоби и ми се створи многу голема тежина, мислам тешка сум и така да имам мрежа им на целиот стомак ради килата. Многу му благодарам на докторот, отколку ми ги каже информације. Убав ден се најубаво. Убав ден и за вас. Убав ден. Оперирано скоро се што можело овие од периферија. Тежина и болки, пак ќе кажам, местото за овој тип на проблеми во стомакот, тежина, болки, е, да кажеме, на интерна медицина, ајде не посочуваме точно местото, од каде што би почеле. Испитување, ултрасонографски преглед по потреба и повеќе, компјутерска томографија, во зависност од процена на колегата кој што би направил, или можда испитување горен дигестивен трак, пак ќе кажам, ендоскопија, тоа е. Таму е местото, хирургијата, мислам, дека сте завршиле со хирургија за некое време. Така. Сега јас да ве прашам ништо што е поврзано со дијабетисот. Денеска е светски ден за борба против дијабетисот. Колку дијабетичарите можат да бидат ризична група за вакво вид на заболување? Па, дијабетот, пак спомнав преска, дека некогаш може да се јави како еден од симптомите на почетни симптоми на самата болест и е рефрактерен, значи тешко се регулира со дадената терапија. Инсулинот кај малигните болести, тука не сум сигурен дека конкретно за овој тип карцином дека игра некаква улога. Кога постои, може да понекогаш да биде предизвикан одредени тумори на ендокрин дел кои што заслужуваат хируршко лекување, меѓутоа конкретно за оваа проблематика која што е овој аденокарцином нема некоја голема поврзаност. Добро. За крај на емисијава ќе може ли совети, препораки на нашите гледачи? Јас емисијата ја почнав со една мудрост која вели дека умереноста не помага многу откако ќе се постави тешката болест, дијагнозата за тешка болест. Врз основа на сите оние факти кои што ги знаеме дека се предиспонирачки фактори за грото-малигни болести, па и за карциномот на панкреас, препораката е стандардна, се живее здраво. Значи за почеток колку може, нели? Тоа значи физичка активност со цел да се намали, кажеме, тежината, body mass index да се намали, јадење на храна која што е богата со целулоза, избегнување на алкохол, значи цигари, како едни од предиспонирачки фактори за појава на самата болест и редовно идење на лекар. Тоа значи еднаш до два пати годишно некаков систематски чекап, поготово за овие групи кои што се потенцијални групи за појава на одредени заболувања. Тоа би било. Доктор Јовчевски, ја ви благодарам за денешното гостување. Ве оставаме да лекувате и натаму пациенти. Ние ќе завршиме тука со покана утре во 12 часот повторно да бидете на оваа фреквенција Алфа-ординација со нова тема. Доктор Ален Јовчевски, абдоменален хирург од болницата Аџибадем Систина, денеска беше заедно со вас. Ви посакувам убаво попладне, се гледаме утре во 12. Пријатно.